Околу 1200 првачиња од регионот за прв пат во училишните клупи. Први ден седнаа околу 430 првачиња во 5 основни училишта во Штип. Среќен сум да ќе одам на школа. Сакам да одам на школа. Си играме, ќе пееме и ќе учиме. Ќе пишуваме, ќе си играме со другарчињата. Да запознаваме другарчиња. Ќе си играме заедно. Подеднакво возбудени како првачињата беа и нивните родители, особено оние кои дете на училиште праќаат прв пат. Ова не е едно единствено дете, прваче денеска почнува со школото и оно возбудено и ние. Целото внимание, целата концентрација ни е тука. Превозбудена сум да ви кажам, да. Спремни сме со ташни, со секој прибор за учење што ни треба и така. Освен родителите, спремни за новата генерација првачиња се и наставниците, кои денес ја имаа првата средба со новите ученици. По повод почетокот на новата учебна година, денес во нашето училиште Тошо Арсов се изврши свечен прием на првачињата на новата генерација првачиња, кои што значи ќе бидат иднината на нашата земја. Нашето училиште е подготвено целосно за новата генерација првачиња. Вкупниот број првачиња се движи значи околу 70. А дечињата уште од првиот училишен ден имаат замисла за идната професија. Сакам да бидам мајстор. Прво ќе имам войник, па после ќе работам. Полицаец, Докторка. Бербери. Мајстор. Полицаец. Докторка. А стартот на училишниот период традиционално беше одбележан и со молебен во сите православни храмови. За разлика од претходните години, оваа година имаше голем одзив на дечиња, на ученици. Ово го кажуваме со голема радост и со надеж дека полека се ослободуваме од оној синдром на самоуништување, како што ја нарекуваат белата чума, односно раѓањето на се помалку дечиња, кое што од година во година беше алармантно. Денес дојдовме за да молиме за учебната година да имаме премногу петки. се помолиме да бидеме одлични ученици, за да ни подобро оди учењето, да добиваме петки. Сепак ова се само желби, а следува она најтешкото, соочување на желбите со трудот. Едно е сигурно, додека тие да станат реалност, треба да се вложи многу труд, внимание и љубов.